на сите, денеска го почнуваме подкастот 10 на 10 од Фондот за инновации и технолошки развој. На оваа 8 епизода заедно ќе разговараме со генералниот директор од Кариера.мк, госпогица Зорица Бужаровска-Бошковска. Здраво, Зорица, добро ни дојде во просториите на фондот. Здраво, драго да ми да бидам тука денес. Да, ова ни е втора дружба заедно, со оглед на тоа дека бевме ваши гости на теренска посета, ова ни е второ наш разговор во врска со проектот. Ќе ни кажеш на кратко како почна идејата за формирање на Кариера.мк и како се одвива работите во главном со проектот? Така, значи, приказната за Кариера.мк е од пред 7 години и многу ми е драго што баш на денешен ден го снимаме подкастот, затоа што и денес ни е 7-миот роден ден. Со среќа. Баш случајно се погоди, убав ден за нас. Ние сме млад и многу иновативен тим. Во последниот период, последните 3 години, зачестано работиме на многу интересни нови проекти, меѓу кои што беше и овој проект со вас. Секако Кариера.мк е еден голем проект, јас би рекла првично голем маркетинг проект, бидејќи позади самата страница на која што сме најмногу фокусирани, стојат луѓе кои што се големи експерти и од HR светот и од IT светот, за да може да ја представиме приказната за Кариера.мк на општеството таква каква што е. Всушност е еден проект за помош на општеството да полесно се интегрираат луѓето кои што сакаат да најдат работа на пазарот на труд. Во нашето работење ние многу често, бидејќи сакаме нови работи, внесуваме и нови алатки, меѓу кои што беше и самата идеја за креирање на HR-скиот народ, кој што е проектот поддржан од ФИТР. За идејата за овој проект можам да кажам дека дојде од самите наши клиенти, бидејќи се работи за една аналитичка алатка која што не постои на нашето тло. Беше дојдена како идеја од нашите клиенти на кои што им требаше помош за подобро да разберат ситуацијата на пазарот на труд, односно да разберат каде тоа се бараат, кои работни позиции, во кои индустрии, на кои локации и така натаму, за да можат понатака да ги направат нивните HR стратегии и да продолжат успешно да работат во нивните бизниси. Така, кои ви се, например, вашите корисници на овие алатки или цело Кариера.мк? Како можеме да ги користиме? Еве, например, некој што сака да ја користи алатката, како би можело и каде е достапна? Како да стигне до вас? Значи, Кариера.мк во овие 7 години стекна повеќе од 5700 компании и клиенти на кои што секојдневно им помагаме да си ги збогатат нивните тимови. Во последниот период дури започнавме со еден друг проект на кој што работиме на збогатување на самите вештини и знаења на вработените во компаниите преку настани и работилници кои што ги организиравме преку целата 2023. А што се однесува до алатката HR скенер за која што разговараме најпрво денес, таа е стрикно наменета за правните лица, односно за компаниите со кои што соработуваме. Во периодот на имплементација на проектот на изработка на самата алатка во рок од 15 месеци плюс некое продолжување од 3 месеци кое што го побаравме, беше работено во најнови идеолошки услови за да можеме да дојдеме до продукт кој што ќе им помага на нашите клиенти. Инаку самиот продукт е достапен на analytics.live платформата која што ја користиме за само пласирање на продуктот и е на барање на нашите клиенти. Добро. Како дознавте за фондот, можноста да аплицирате кај нас, преку кои канали се информиравте? Како течеше, еве да се навратиме назад, процесот на аплицирање, беше тежок, не беше тежок? Значи, нашата апликација беше во 2021 година, веднаш по пандемијата. Начинот на информирање беше преку јавниот повик, ги следавме повиците, бидејќи веќе идејата ни беше во глава и стоеше во фиока некое време, бидејќи бевме свесни дека е скап и тешко остварлив проект, си помисливме дека можеби ова е шанса да го имплементираме и да помогнеме на сите компании на кои што им е потребно и да го збогатиме портфолиото на наши алатки како компанија. Така и дојде идејата како тим да аплицираме на проектот. Собирањето на документи беше некој период, ми текнува дека одобрувањето беше едно лето, тоа лето 2021.
И потоа од 1 септември веќе стартувавме со проектот. А имавте моменти кога сакавте да се откажете дека ништо не е како што сте планирале или Морам да кажам дека имав еден период во текот на проектот, не за време на апликацијата, него во текот на проектот кога ги спремавме извештаите. И за понатака, не знам дека сигурно ги добивате истите забелешки, ама извештаите се премногу обемни во мое мислење. Да. Знам дека нели рапорт кој што мораме да го дадеме, меѓутоа нели оние бројчани извештаи и анализи кои што ги правиме некогаш одземаа многу време, ама од друга страна помагаат да видиме каде сме со проектот и нели до каде сме, како да. Ке се потрудиме понатаму да ги опростиме овие темплеити за да да ви бидат попрактични и вас за пополнување. Добро, дали имате некоја порака што би сакале да ја дадете на новите предприемачи, на новите бизнис ангели, да ги кажаме така? Што би ги препорачале? Дали имате некоја порака до нив? Знаете како, бидејќи кариера HR скенерот е иновативно решение кое што не постои до сега на пазарот на труд и ние сме многу горди што успеавме да го имплементираме во Македонија. Би порачала дека секој оној кој што има некоја идеја што во нашата држава се уште не е имплементирана, цврсто да стои позади неговите идеи, за да можеме да си ги подобриме условите во нашето општество. Ако трпна е работата за иновирање на нови работи, поготово во технолошки развој во нашата држава, меѓутоа на крајот од проектот се исплати бидејќи забележуваш каква разлика правиш во општеството, поготово во сфера на HR, каде што тек сега почнуваме да растеме во таа индустрија. Така е. Дали би аплицирале повторно во фондот за иновации? Дали би искористиле некој друг инструмент во зависност од тоа што веќе го имате? Секако, ние завршивме со овој проект, како што кажав, направивме едно продолжување бидејќи заради некои технички промени на проектот не стигнавме навремено. ФИТР ни одобри дополнителни 3 месеци на крајот. За натака имаме план да имаме многу идеи како компанија и сигурна сум дека ќе аплицираме на некој од наредните повици. И прашањето што највеќе сакаме да ви го поставиме и многу ни е важен фидбекот што ќе го добиеме од вас е тоа колку вие сте задоволни со вработените во фондот и со работката што сте ја имале со нив. Супер, да, јас комуницирав со вработените најчесто за време на поднесувањето на извештаите, пошто тогаш имавме најмногу прашања како компанија. Секогаш беа достапни за одговор назад. Исто и мониторинг агенциите од странство кои што ни го следа проектот кај нас беа од Србија и имавме контакт со нив. Се одеше во најдобар ред, да. Значи, добро искуство имате со сите од нас. Добро, ти благодарам, Зорица, денеска што го одвои времето со нас. Ви посакувам уште многу роден ден и да славите, како тој овој денеска. Благодарам. Да се гледаме наредни прилики. Фала ти многу. Ви благодарам и нас. Ви благодарам и на вас за вниманието. Се гледаме нареден подкаст со Јавен Смарт и господја Ана Ристевска. Поздрав од мене.